Повеќе од 300 ученици од подрачните и основното училиште Кочо Рацин од 1 до 9 оделенија беа дел од музичко-сценскиот настап Рацинови по повод патрониот празник и 80 години постоење на училиштето. На сцената на Центарот за култура се пееше и играше на македонски евергрин мелодии, а на хумористичен начин беше представено и секојдневието на учениците во училишните клупи и нивниот пристап кон училишните обврски, но и односот кон наставниците. Основното училиште Кочо Рацин е основано како прво училиште на македонски јазик во Слободно Куманово во јануари 1945 година како народно основно школо Свети Климент Охридски. Од тогаш до денеска континуирано се развива, вложува во модернизација на училишниот објект, кабинетите, наставниот процес, во дополнителни обуки и тренинзи на наставниот кадар, а најдобар показател за тоа се големиот број освоени награди на државни и меѓународни надпревари. По повод 8 децении постоење и успешна работа на училиштето Кочо Рацин, пред присутните се обрати директорката Гала Бадавчевска. Нашето училиште гордо го носи неговото име, како светол патокас, но уште погордо ги негува вредностите што тој ги застапуваше: љубов кон татковината, почит кон човекот, науката, храброст да се зборува вистината и тогаш кога е најтешко. Денес не славиме само еден голем човек, славиме една идеја дека зборот може да биде орудие за промена, дека знаењето е најсилно оружје и дека секоја бела мугра започна со просветлување. Дозволете ми во моје име и во името на целиот колектив на нашето училиште да изразам огромна благодарност за сета поддршка што имаме од вас во нашите заложби, училиштето да продолжи достоинствено во процесот на воспитување и образување на нови генерации, личности со вистински вредности, кои ќе бидат столб на нашето општество и одговорни градители на едината на нашата татковина. Нашето училиште со децении наназад ја гради својата историја преку успесите на генерации ученици, наставници и соработници. Денес, кога го одближуваме овој значаен ден и му даваме почит на сите оние кои придонеле за тоа да бидеме тука, каде што сме, препознатливи по квалитетот, иновативноста и човечноста. Сакам да изразам благодарност кон сите наши колеги предходници, кои се дадоа себе во трасирање на патот по кој ќе пориме сега ние. Вашата посветеност ќе остане да се памети, но за нас тоа е обврска и одговорност да продолжиме да ја градиме едината. Вечерва нема да говорам за нашата успешност. За тоа говорат бројните награди кои ги постигнуваат нашите ученици, водени од своите наставници, освоени од општински, регионални и државни, но и меѓународни надпревари по кои сме препознатливи не само во градот, татковината, туку и пошироко. Драги ученици, ви благодарам што со својата љубопитност, ентузијазам и младешка енергија му давате душа на ова училиште. Ви посакувам да продолжите по патот на знаењето со отворено срце и истрајност. Секој успех што ќе го постигнете е доказ дека сме на вистинскиот пат. Почитувани наставници, вашата улога е од непроценливо значење. Вие не само што придонесувате и пренесувате знаење, туку градите карактери. Вашиот труд и љубов се темелот врз кој се издигнува ова училиште. Вие сте двигатели на промените, инспирација и водачи за нашите ученици. Ви благодарам за вашата пожртвованост, трпеливост и несебичен труд. Благодарност до родителите и соработниците на училиштето. Вашата поддршка е силна и сила што не охрабрува да чепориме понатаму, обединети по заедничката мисија. Ви благодариме за довербата што ни ја давате. Заедно сме тим и само така може да успееме. Вечерва ја предпочитаме љубовта, која е двигател на нашето постоење. А најчесто ја спознаваме токму во училишните клупи. Играме и пееме за љубовта, учиме и кога грешиме, од нив се воздигнуваме, а со тоа и растеме. Се надевам ќе уживате во изведбата со повеќе од 300 ученици од сите генерации подрачни училишта водени со своите наставнички
подпомогнати од актерот Никица Јанковски и кореограф Бојана Кимевска, со звуците на најпознати македонски евергрин мелодии низ музичко-сценско дело мюзикл Рацинови, во изведба на нашиот хор наставници и ученици Рацинови, единствен од таков тип по кој веќе сме предпознатливи. Две малолетни лица биле затекнати додека питачот на граничниот премин Табановце, а кај нив биле пронајдени пари, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Како што се наведува во соопштението, лицата биле предадени на нивната мајка и по целосно документирање на случајот, против неа ќе следува пријава поради сомнение за сторено кривично дело. Сања Јовановска, поранешен технички секретар на Општинската организација на СДСМ во Куманово, денеска на пресконференција обвини дека предходниот месец под присила од страна на председателот и секретарот имало обид да и биде одземен клучот од партиските простори, каде што била работно ангажирана година и пол. Случајот е пријавен во полицијата, тврди Јовановска. Пред да почнам со своето излагање, како човек кој секој ги почитувам моралните норми, сакам јавно да се извинам на Дарко Ристовски за упатените зборови кои кон него ги упатив на социјалната мрежа Facebook и да потенцирам дека зборовите се искажани во состојба на афект од држаниот состанок на 8.5.2025 година. Почитувани, на ден 8.4.2025 година во просториите на Општинската организација СДСМ Куманово под присила од страна на председателот Дарко Ристовски и секретарот Сонја Тодоровска имаше обид да ми биде одземен клучот од партиските простории каде што бев ангажирана во период од 1,5 година. По овој инцидент престанав да работам во партиските простории и барав средба со организациониот секретар при СДСМ Мартин Костовски и пратеникот по собранието Оливер Спасовски. На ден 8.5.2025 година отидов на закажаната средба со предмалку наведените лица. Присутни на состанокот беа Оливер Спасовски, Мартин Костовски, Дарко Ристовски и Сонја Тодоровска. Целиот разговор беше проследен со агресивно однесување во СВР Куманово е пријавено. Општина Куманово и градот Караганда подпишале меморандум за соработка. Објавено е на официјалната веб страна на општината. Меморандумот за соработка подразбира развој на односите помеѓу локалните самоуправи, размена на идеи и искуства во социоекономскиот живот, култура, спорт, образование, соработка на младински организации и слично. Наскоро во Куманово ќе биде отворен и почесен конзулат на Република Казахстан, кој веќе има именувано свој почесен конзул во нашиот град, објави Димитриевски на Facebook. Тој информираше дека следува и иницијатива за организација на заеднички бизнис форум на представници од двете држави, кој би се одржал во Куманово. Советот на општина Куманово утре ќе одржи редовна седница. На дневен ред се 32 точки, а советниците ќе расправаат за финансиското работење на јавните предпријатија Куманово План и Куманово Газ, библиотеката Тане Георгиевски, за годишни планови за вработување во основните училишта, за предлог програма за енергетска ефикасност на општината, за комунален ред, за предлог одлуката за утврдување на режим на сообраќај на делот улицата Моша Пијаде, предлог одлука за утврдување на работно време во детската градинка Ангел Шајче, како и квартален извештај за извршување на буџетот на општина Куманово за првиот квартал од годинава. Аикидо клубот Агацо од Куманово со двудневен семинар и промоција на модерната јапонска боречка вештина Аикидо одбележа 20 години од своето постоење. На спортската манифестација учествуваа околу 100 учесници, со нивни тренери, сенсеи од повеќе клубови од Македонија и Србија, кои пред присутните се представија во неколку категории. Семинарот е реализиран со поддршка на Општинскиот сојуз на спортови Куманово и општината, како дел од програмата за спортски манифестации за 2025
2005 година. Аикидо клубот Агацо од Куманово соработува со Српската Аикидо Федерација уште од своето основање и преку неа ги одржува своите семинари и испити во клубот. Инаку името Аикидо официјално е усвоено во 1942 година, кога јапонските официјални органи го признале како такво. Аикидото се практикува во Македонија од 1989 година, а се изучува во неколку клубови во Скопје, Битола, Охрид и Куманово. Денеска славиме 20 години јубилеј на Аикидо клуб Агацо. Значи овој настан и манифестација денеска се случува со цел да прославиме еден прекрасен јубилеј. Семинарот ќе го водат сенсеј Његош Ѓаковиќ, 7 дан Аики Кајшихан. Ние како инструктори овдека домашни Иван и Ненад Скрчевски од Аикидо клуб Агацо. Ќе имаме еден приказ на пауза помеѓу тренизите, се вика на јапонски ембукај, приказ на Аикидо вештина. Утре исто ќе бидеме со разборот од 11 до 12 часот. Ќе го води нашиот учител сенсеј Драгана Ѓаковиќ, 6 дан Аики Кај. Исто така приказ и последниот тренинг ќе го водат наши соработници од Белград, исто така Милан Мусуровиќ и Данило Јелиќ, они се 6 дан Аики Кај. Така да, тоа се сите наши пријатели, инструктори што сме соработувале ден денеска, и ќе продолжиме да соработуваме. Овој настан е отворен за сите. Нормално, овој настан го организира Аикидо клуб Агацо и Општински сојуз за спортови заедно. И благодариме на Општински сојуз за спортови и Општина Куманово што го поддржуваат овој настан. Ние сме во сојуз за спортови од 2005-2006 година, мислам, значи тоа е долгогодишна соработка. Така да имаме една обозаемна убава соработка и со општината, така да мислам дека се трудиме да постигнеме успех заеднички, да имаме што повеќе членови, да се развиваме и така натаму. За овој вид на спорт или вештина, поточно, има голем интерес, имаме доста подмладок. Секако во оној период на корона сите имавме некоја криза клубовите кога работевме, сега сосема друга слика е многу подобро, така да има интерес и од дечиња и од возрастни. Нашите почетоци беа така доста скромни, да ви кажам, двајца-тројца почнавме со вежбање, меѓутоа беа тука неколку пресудни моменти. Прво, доаѓање до председател на Српска Аикидо Федерација, кој со негова техничка комисија помогна во развој и за формирање. И другиот битен момент тоа е кога пристапивме во Сојуз на спортови во град Куманово. Нашиот проект, нашата програма за развој на Аикидо во Куманово дојде на одобрување до градоначелник и добивме силна поддршка и од Сојуз на спортови, и од градоначелникот и целата управа од општина Куманово. И голема благодарност и до нив. Навистина, вложија напор, остана кај нас ние да се потрудиме и да организираме. Во овој период, малку статистички ќе ви ги кажам некои податоци, вкупно тренира 841 член, 701 машки, остатокот девојки. Најстариот член има 66 години, не се фалам, и најмал член има 2,5 години. Во овој период организиравме вкупно 48 меѓународни семинари со врвни мајстори по аикидо, не само овдека на Балканот, веќе и на светско ниво, и имавме некаде околу 80 и нешто клубски семинари, што во просек некаде во година имавме 2 меѓународни и некаде 3 до 4 клубски семинари. Значи, навистина се трудивме барем во тој технички ниво да достигнеме некои нивоа кои владаат овдека на Балканот. Многу сме поносни на сите членови кои беа овдека во нашиот клуб. Само чисто за информација на наши гледачи. Додека тренира овдека, во меѓувреме завршија факултети. 5 доктори имаме. Некои заминаа во странство. Имаме инженери, војници, професори, полицајци кои работат на обезбедување на нашата председателка, на нашиот премиер. Имаме и глумци, имаме и стюардеса која замина да работи. Значи, многу сме поносни на сите членови кои дел од своето време го посветија на развојот на аикидо во град Куманово. И јас се надевам дека тој еден ден ќе им послужи и во понатамошниот живот. И многу ми е драго што ги гледам пак што дојдоа овдека да се дружат со нас. Имаме многу планови, искрено да ви кажам, кога седнавме, прво еден план што го планиравме пред 2 години, тоа е голем балкански семинар. Прв пат
тоа на овие простори некој да организира. Ние се зафативме заеднички со Српска Ајкидо федерација и нашиот клуб овдека, после Национална Ајкидо унија на Република Македонија, и тоа беше прошлата година во град Куманово, првиот балкански семинар. Ова година бевме во Белград, имаше околу 200 луѓе, навистина прекрасно, и можеби ќе го цитирам нашиот технички советник, приказ најдобри мајстори од најдобри. Има презентација на тие семинари. Следната година сме во Солун, па следната година во Софија, така да некако таа идеја која се роди овдека во Куманово и од која добивме поддршка и од Сојуз на спортови, од градоначалникот, од сите елементни овдека во општина, најдена поддршка и успеавме да ја реализираме. И тоа сега оди понатаму. Имаме многу планови, летна школа, сакаме да направиме монографија. Многу интересна еден план имаме со нашите учители, размена на наши ученици. Една група ќе оди во Белград, таму ќе тренираме недела дена, па ќе дојде нивна група овдека, нешто на некој принцип размена на ученици, со целта да и тие се запознаат со град Куманово, а и наши ученици да одат некаде во странство да видат. Имаме таква понуда и од Шведска, затоа што, видите, не останавме во оквир на град Куманово. Нашиот Иван веќе држеше семинари и во Србија, и во Шведска, и во Бугарија, и во Грција. Така да веќе излезе тоа од некои поголеми рамки и Ајкидо клуб е веќе ставен на карта на многу познато место каде што се вежба добро Ајкидо. Моја сарадња со Кумановом трае од 2000 година, прилike, така да. А sa клубом Гацу u ovoj formi 20 godina. Pre toga jedna grupa bila koja je radila zajedno, pa se te grupe napravile 2 kluba i ja sam nastavio dalje s klubom Magacu i evo to traje 20 godina. Saradnja s njima, znači cijela sa Kumanovom 25 godina. Saradnja je dobro, mogu da vam kažem, jednostavno sve što se pokaže, oni to osvajaju, napreduju džinovskim koracima i mogu da kažem da je sad Kumanovo na mapi, da kažem, Balkana pozicioniran kao vrlo ozbiljno neki centar. Prvo pokušamo da im prenosimo to da budu dobri ljudi. Da bi bili dobri ljudi, to vežbe kroz tehniku Aikidoa koja je upravo za to i kreirana. Da svaki čovjek ne pođe od toga da on je koji je krenuo njega napadač, nego saradnik koji je došao da mu se pokaže pravi put. I ako to tako prihvatimo u životu, tako i radimo, onda pravimo neprijatelje prijatelje. Aikido veština je veština koja je nastala iz različitih načina borenja japonskih ratnika srednjevekovnih samuraja. To su bile tehnike borbe na život i smrt, koje su kasnije urađene tako, da kažem, restaurirane od osnivača Aikidoa Morihei Shibe, da se ti opasni elementi izbace ili samo naglase, pokažu da se ne primenjuju. Oni mogu da se primene, u vežbanju Aikidoa postoje 3 stepena, politički, vojni i, da kažemo, ovaj koji mi danas radimo. Politički je da čovjeka spakujemo, da ga slonimo, da neko ne bi povredio i ugrozio. Vojni da ga što pre se rešimo, da napravi dalje neku veću štetu, znači ratna situacija. I ovaj da mi pravimo i drugi prijatelje, pokušamo da se saharmonizujemo kroz pokret, kroz tehniku pokreta, pa onda kasnije i kroz naš životni odnos u životu, komunikaciju i tako dalje. Danas to postaje vrlo, da kažem, bitno. U stvari, pravo borenje ne boriti se. Znači, dati da se prepozna opasna situacija, da se iz nje na pravi način izađe. To može i verbalno i drugačije. Čovjek koji zna neku tehniku nije podložan strahu, odnosno može da kontroliše napad adrenalina i da onda vidi šta treba da uradi. Da li da se skloni, da reaguje na najbolji mogući način da bi zaštitio sebe i svoju okolinu, ali znači da ne ugrožava druge, ako je moguće. Ja se bavim Aikidom 53 godine, znači od 72 godine, 972. prošlog veka. Pa vežbajte bilo šta, nije bitno da je to Aikido. Koji god pokret je taj koji, da kažem, pomaže mozgu da se razvija. Kroz vežbanje pokreta, da li je to neki sport loptom, da li je to sport borilački, da li je to neka veština tipa ajde veslanje ili što god, čini tako da se naše veze u mozgu razvijaju i šire. Znači, informacija koja može da putuje tolikim prostorom, ako se vežba, dobit će još neki drugi prostor da prođe, pa ako nemamo rešenje na toj liniji, imat ćemo odavde i završimo, rešimo kako treba.
Во текот на минатиот месец, полициските службеници во сите сектори за внатрешни работи издале вкупно 21.178 платни налози, претежно по основна прекршоци, сторени согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, информира Министерството за внатрешни работи. Според МВР, заради непрописно паркирање биле изречени 5480 прекршоци, за движење со брзина поголема од пропишаната 5458, а пак за управување без возачка дозвола евидентирани се 2114 прекршоци. 40 милиони евра изнесува оперативниот план за вработување за 2025 година, кој опфаќа над 16.000 граѓани. Оперативниот план опфаќа 3 категории, тоа млади лица кои што сакаме преку овие мерки да ги задржиме во државата, невработени лица и лица корисници на гарантирана минимална помош, со што сакаме да го подобриме нивниот животен стандард, соопштуваат од владата. Исто така, оперативниот план за вработување оваа година за прв пат има таргетирани мерки за поддршка на младите, односно поддршката за самовработување оваа година е проширена со 2 нови подмерки. И тоа, мерката поддршка за самовработување се однесува на невработени лица со минимум основно образование, односно невработените лица да започнат сопствен бизнис. Вистината на финансиската поддршка за оваа мерка изнесува 7.000 евра неповратни средства за започнување на бизнис. Вистината на подмерката поддршка за самовработување на млади невработени лица до 29 години изнесува 10.000 евра, односно тоа се неповратни средства за основање на сопствен бизнис. Новина во овој оперативен план е исто така и подмерката поддршка за самовработување со здружување на корисници до 2 лица да основаат бизнис. Вистината на финансиската поддршка изнесува од 14.000 до 20.000 евра, односно средствата од 20.000 евра се однесуваат за содружници кои се до 29 години. Единствен предуслов кај сите мерки е невработените лица да бидат евидентирани како активни баратели на работа во центрите за вработување низ државата, соопштија од владата.